Исклучен од мрежа првиот блок на РЕК Битола, како што соопшти од ЕСМ, застојот бил поради ремонт и предвидено е да трае 24 часа, што значи дека моментално комбинатот работи само со еден блок вториот. До МЕПСО било пратено известување дека исклучувањето е плански, а се случува во момент кога четврти ден е исклучена од мрежа електраната во ТЕЦ Осломе поради пожар. Потребите за сега се задоволуваат преку хидропотенцијалите. Иако е исклучен, да речеме, првиот блок во Битола, тоа се покрива со хидро и нема недостаток на електрична енергија и од УВАС нормално и нема недостаток на електрична енергија во системот. И додека македонскиот енергетски систем е панни стани, во регулаторна се крчка и новата цена на струјата. МЕПСО побараа зголемување на цената за пренос за 29,75%, а веќе се и предсклучување договор со ЕСМ по цена од 220 евра за мегават час. Ваквата висока цена е поради покривање на загубите во системот, а Муртезани уверува дека колку и да се зголеми цената, нема да влијае повеќе од 5% во цената на електричната енергија. Во меѓувреме, МЕПСО ги тужи фирмите за ланското влечење на струја. Ние сме се потрудиле да тоа биде во рамките на прифатливото, без да создаваме поголемо покачување на цената, меѓутоа колку и да се зголеми нашата преносна тарифа, тоа нема да има влијание над 5% врз вкупната цена на електричната енергија во земјата. Македонија до година треба да добие и бирза за електрична енергија на која ќе тргуваат големите производители, а снабдувачите ќе можат да купуваат електрична енергија по цена која ќе ја диктира пазарот. Ваква бирза има во целиот свет, а Македонија е меѓу последните држави во регионот што ја спроведува. Тоа што ја немаме бирзата е хендикеп за државата да може поедноставно да купи електрична енергија од соседите и е една од причините поради која не успеавме да набавиме струја од Бугарија за слободниот пазар. Како што беше кажано на брифингот со новинарите во МЕПСО, владата се истрчала со преговарањата без да ги праша нив. Бирзата конечно се очекува да стартува на пролет. Бирзата на електрична енергија е пракса во цела Европа, како и во целиот свет. Ние сме некаде со целиот регион, некаде сме на крајот од Европа со имплементирање на овие делови од европското законодавство. Бирза на електрична енергија се прави затоа што таа бирза гарантира за трансакциите на електрична енергија на големо кои се случуваат при трговијата на електрична енергија, односно е сигурност за тргување, за продавање на електрична енергија од производителите, а сигурност за оние кои купуваат дека таа трансакција ќе се оствари. Во 2022 МЕПСО не реализирале ни половина од генералниот инвестициски план, односно 42,48%, а за до година планираат 16 милиони евра инвестиции во преносната мрежа.